Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова е радиопрограма за овој час. Нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Вечерашнава наша емисија, почитувани слушатели, ќе биде застапена со прилогот по повод празникот Свети Елен Костадин, потоа новини од Македонија, краток прилог околу убиството на нашиот сонародник од село Љубојно Пандо Пашариковски од страна на бугарските фашисти, исто така репортажа за битолското село Буково, а крајните минути ќе ги застапиме со коментарот на неделата. Ви посакувам пријатни 60 минути. На самиот почеток да одиме со прилогот за празникот Свети Елен Костадин, кој на сите оние кои го носат тоа име, нека им е честито и вечно, а ние да одиме со програмата. На 3 јуни го славиме споменот за светиот цар Константин и неговата мајка Елена. 3 големи борби имал Константин кога се зацарил. Една против Максенци, тиранин во Рим, друга против скитите на Дунав и трета против византинците. Пред борбата со далеку повооружениот Максенци, му се јавил среде бел ден блескав крст на небото, сиот закитен со звезди, а на крстот стоело напишано «Со ова победувај». Со силата на крстот, царот Константин стекнал славна победа над бројно надмоćниот непријател. Веднаш потоа, во 313 година, царот Константин го издал Миланскиот документ со кој престанале гонењата и убиствата врз христијаните. Откако ги победил византинците, тој изградил прекрасна престолнина на Босфор, позната како Константинопол или Цариград, денешен Истанбул. Повеќе од 10 векови, Византија беше светски бисер, а татко на таа империја беше токму Константин. Благочестивата мајка на царот, Света Елена, исто така била ревносна христијанка. Таа го посетила Ерусалим и го пронашла честниот крст Господов, а на Голгота ја изградила црквата на Воскресението. Починала во 327 година. Царот Константин поживеел до 337 година, кога се представил пред Бога. За многу години. Две златни лири ми остави мојата баба да не поздрави. Свадбата кога ќе ја правиме, од неа песна да нарачаме. Живот ми само зборот со нас остана.
ги проследиме новините, блицвестите од Македонија, а после тоа ќе следува и песната за Австралија, која е по жилба на една наша сонародничка, која и подарува $100 за радиочасот Глас од Македонија, а сака да се подсети на годините кога со низината ќерка ја пеа таа песна за Австралија. Да чуеме. Чашата ја прели именувањето на Кацарска за председател на Врховниот, тоест Уставниот суд, се извинувам. Народот е на ивица на трпение и ако продолжи вака отсутно да се однесува Зоран Заев и владата на СДСМ, јас се плашам дека работата ќе се радикализира уште повеќе. Мојата порака до нив е да не се играат со трпението на народот, затоа што тоа трпение има и свој крај. Да се врати процесот од почеток и да се суди за тоа што навистина го погрешиле пред законот, а не за тоа што го нарачал Зоран Заев. Бараме Врховниот суд на Македонија да ги поништи пресудите против сите од настаните во Собранието на Македонија на 27 април 2017 година и да го обнови судењето поради дополнителни докази за лажни изјави на сведоци и селективен избор на докази и сведоци против обвинетите. А за СДСМ денешните протести не се протести ниту за правда, ниту за правичност. Според владеачката партија, ВМРО-ДПМНЕ застануваат во првите редови на одбраната на насилници и криминал. Тоа се протести на кои Мицковски и неговите следбеници повторно ќе ги бранат осудените насилници и ќе бараат нивна амнестија. Луѓето кои на 27 април насилно влегоа во собранието, луѓето кои се обидува да убијат, да одземат човечки животи и да го загрозат уставниот поредок, ВМРО-ДПМНЕ денеска ги брани, нарекувајќи ги уставобранители. Луѓе кои посакуваат крв, посакуваат и планираат нечија смрт, посегнуваат по нечи живот, никогаш нема да бидат уставобранители. Тоа се насилници, што е потврдено и со правосилните судски пресуди. Клучни 2 недели за изнаоѓање на решение за македонско-бугарскиот спор за кој министерот за надворешни Бујар Османи очекува Скопје и Софија да ги приближат позициите преку патоказот. Иако имаше најави дека денојве ќе биде доставен на бугарската техничка влада, патоказот за исполнување на договорот за добрососедство најверојатно ќе ги почека средбите на премиерско ниво. Во одговор на прашање од Канал 5 Османи вели дека во контактите со бугарска страна главна тема не се идентитетските прашања, туку патоказот. Патоказот е за нас прифатливо решение кое што ќе создаде таа предвидливост. Мислам дека е повеќе обврска на земите членки да кажат каде ќе биде ставен тој патоказ и дали ќе го заштитат европскиот процес како таков, отколку што е само наша обврска. Дека Софија го очекува патоказот порача и бугарскиот председател Румен Радев по средбата со македонскиот председател Пендаровски во Рим, посочувајќи дека очекува да ги содржи барањата од декларацијата, која беше донесена во тамошното собрание во 2019-та, а која условуваше со закани за блокади, при тоа оспорувајќи ги македонскиот јазик и нација. Но дали овие услови кои ги испорача Софија ќе бидат дел од патоказот, засега не открива ниту вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров. Компромисот има две страни. Една страна каде на некој начин се договараме да не се договориме за се. Едната, бугарската страна си има своји позиции, македонската страна си има своји позиции. Но и доколку се интензивираат комуникациите помеѓу двете страни и какво решение и да се стави на маса во голема мера ќе зависи од позициите кои ќе ги заземе бугарската техничка влада. Токму поради ваквата ситуација, аналитичарот Марко Трошановски смета дека краткиот период што следува треба да се искористи за изнаоѓање рамка во која ќе се решава спорот. Значи не верувам дека ќе се заокружи и конечно ќе се реши проблемот, меѓутоа дека постои можност и дека така би требало да постапиме, да воспоставиме правна рамка, значи оној патоказ за кој што се зборува под мониторинг на Европската унија, мислам дека можеме тоа да го постигнеме.
Состанокот на Советот за општи работи на Европската Унија, на кој што Македонија се надева да биде донесена позитивна одлука за продолжување на евроинтеграцијскиот пат, се одржува на 22 јуни. Доколку Бугарија го тргне ветото, најавите се дека првата меѓувладина конференција, за што и официјално би почнале преговорите за членство во Унијата, би можела да се одржи на крајот на следниот месец.